Здраво, мили мои милиновци! Каде да се најдете во најпримитивните диви племиња или пак во најлуксузните и најуредените ресторанти, ќе забележите дека луѓето секаде јадат леб. И знаеме, лебот се прави од брашно. Потоа стасува, тестото се месе и се пече. Брашно! Од кога почнало да се користи тоа? Како? А како се добива? Дојдете во продолжение во нашата емисија за лебот. Историјата на брашното не води далеку во минатото. Се смета дека пченичните зрна биле човекова најстара храна, а мелењето на истите човеков најстар занает. Јас сакам да ви кажам нешто повеќе за житото, поточно за пченицата. Бидејќи знаеме дека лепчето кое ние секојдневно и многу го ручкаме е направено најчесто од пченично брашно. Брашно е направено од пченица. Епа вака, пченицата е најважна житна култура. Со неја се исхранува 40% од населението и најдобро успева во умерените топлински појаси, и тоа во котлините, низините и речните долини. Најголеми светски производители на пченица се Канада, Русија, Кина, Австралија и Америка. А кај нас најмногу пченица има во Пелагониската котлина, Пелагонија. И пченицата, за да се одгледува, неопходно да се изврши анализа на почвата, за да се утврди какви ѓубрива треба да се фрлаат и кога да се фрлаат истите. Таа има и многу важни почвени услови, значи бара посебна почва, таа не поднесува избиена тешка почва, ниту пак многу песоклива и лесна почва. Затоа, најдобро е да се одгледува во почва со доволно влага и доволно хранливи материи. Но не премногу хранливи материи, да не биде премногу хумусна. Зошто? Па, затоа што премногу хранливи материи ја прават пченицата понеотпорна на болести. Брашното се прави токму од јадрото на пченичното зрно. Тоа јадро е обложено со цврста ципа, а под ципата се наоѓаат неколку кафеави слоеви кои се нарекуваат лушпи. И во тоа јадро има две материи кои се многу потребни за човековата исхрана: глутен и скроп. Што е глутенот? Па глутенот е една доста корисна материја, поточно белковина, која му дава еластична структура на тестото. Значи, со помош на глутенот, затоа што брашното содржи глутен, тестото дека се пече нараснува се повеќе и повеќе. И ние кажавме дека може да се прави од пченично брашно лебот. Но од какво друго брашно може да се прави? Па може да се прави и од рж, и од пченка, може да се прави од јачмен, овес, така натаму и така натаму. Но може да се прави и од незрнести култури: компир, соја, кикиритки, бадем. Да, од многу работи може да се прави брашното.
И дали знаете дека во зависност од тврдината на житното зрно има потврди и помеки брашна. Потврдите се користат за правење на торти и колачи, на најразлични десерти, а меките се користат за највкусни банички, круасанчиња, кифлички, штрудлички и така натаму и така натаму. Во зависност од големината на отворите на ситото, брашното може да биде побело или пак потемно, односно поцрно. Побелите брашна од тип 400 или тип 500 ги немаат витамините и минералите кои ги имаат темните, црните брашна од тип 800 или тип 1100. Инаку лебот може да се прави и од црно и од бело брашно. Во зависност од тоа имаме и бел и црн леб. Уште пред почетокот на цивилизацијата се претпоставува дека човекот јадел житни зрна, но се смета дека ги јадел или печени или пак сосем сурови и тоа цели. Многу тешко ги џвакал. И човекот видел дека многу тешко се џвакат, многу се тврди. Затоа решил целата таа работа да ја упрости, па житните зрна ги ставал на еден голем камен и со помал камен ги толчил истите. На тој начин лушпите се разбивале, а јадрото се ситнело и се добивало брашно, кој човекот многу лесно го џвака. Подоцна, со текот на времето, процесот на мелење се повеќе се усовршувал. Во 200-та година пред нашата ера, односно пред новата ера, човекот за прв пат создал рачна мелница. Што била таа рачна мелница? Па, таа рачна мелница имала на горниот камен вертикален отвор и во тој отвор се ставале житните зрна, па се мелело, односно се вртело со помош на рачка. И во почетокот сите семејства си имале своја рачна мелница. Но набрегу потоа државата ги зела тие рачни мелници под своја контрола. И во Рим, во 100-та година пред нашата ера, е направена првата трговска мелница, но под строга контрола на државата. И веќе чекор по чекор се повеќе се усовршувал процесот на мелење. Не само мелници, туку грците први ја измислиле и воденицата. Но главните дела, односно компоненти кај воденицата, се дела како на грците, така и на римјаните. Значи тие два народи заедно ги направиле најважните работи кај водениците. А што е всушност воденица? Тоа е структура која работи со помош на вода и со помош на тркало или турбина. Во Иран до 1960 година работеле повеќе од 300 воденици, но сега се останати само малку од нив. Една од нив е и воденицата Асказар, како и воденицата на градот Јазд. Во средниот век, холандјаните први ги измислиле ветерниците. Со ветерниците, ветерот ја заменувал човековата сила за мелење на житото. Денес многу ретко се користат ветерници. Електричните млинови и млиновите на пареа со далеку поголем капацитет се повеќе ги заменуваат тие ветерници. И што се прави во тие млинови? Па во тие млинови житото се сее и се пакува во вреки. Кои биле првите пекари? Се смета дека првите пекари се египтјаните и дека тие лебот го правеле уште во 3000 година пред нашата ера, пред новата ера. Некои велат дека и старите евреи знаеле за лебот. Да, тие знаеле за лебот, но го правеле без квасец и го печеле во тенки листови. Египтјаните квасецот го откриле уште од многу одамна. Да, тие го откриле квасецот. И тие мислеле дека лебот мора да биде кружен ако се прави со квасец. И го правеле во вид на векни.
Тоа е утврдено затоа што во египетските гробници се најдени парчиња леп и тоа векни леп. А која била првата пекарница и каде била отворена? Не во Египет, туку во Тексас. И тоа во 1868 година. Се викала пекарница Ноеджелин. И овде се печеле највкусни лепчиња, кифлички, штрудлички, круасанчиња, па дури колачи. И оваа пекарница за чудо работи и денес. Да, уште постои и работи. Ние во нашата земја најмногу ручкаме леп. Но не е така во сите земји од целиот свет. Па да речеме во Мексико тие јадат тортилја, вид на печиво направено од пченка, од брашно од пченка. А што со Шкотска? Во Шкотска се јаде така наречена шкотска погача, направена од овесно или пак од јачменово брашно. А во Шведска се јаде рамен, добро печен леп кој се прави од ржено брашно. Од брашно направено од рж. Во некои земји се меле грашок, во други ориз и со додавање на брашно се прави леп. А на далечниот исток се мела дури и дабови и букови желади за да се направи леп. Леле, мајко, сигурно не го знаевте ова до сега. Кај нас кажавме, лепот се прави од пченично брашно. Најмногу, а може и од други работи кажавме. А сега ние се наоѓаме во Белска воденица и ќе поразговараме со воденичарот Чичко Ване. Добар ден. Добар ден. Најпрво ќе ни кажете ли што е вашата работа како воденичар? Па ние како воденичар го ставаме брашното горе во кошот и го мелеме. Житото се става таму и се прави брашно. Од кога постои оваа воденица? Воденицата е многу постара од турско време. Не знам, негде можда 100-150 години во наше внатрешно. Значи, во наше влашништво е преку 100 и кусур години. Тоа е од постарите воденици. На Кочанската река останата само оваа воденица више. Од 27 на време што е постојале, сега со текот на времето, пошто нема доволно работа и се затварат и шом не се користи, полека изумира занаето. А како оваа воденица го добила името? Па името е добиено веројатно по тоа што од селото Бели се доаѓале тука повеќе луѓе да мелат и затоа се вика како Белска воденица. Иначе на мојот покоен дедо Јовања е земал за време турско и од татко ми, па сега јас и брат ми ја одржавам. А дали имало и некое друго име во минатото? Па веројатно таму се спомнува дека како Коракашка воденица, Белска и сега како на дедо Јован. А какво брашно се произведува овде во оваа воденица? Па брашното што се произведува е интегрално брашно, значи црно, од пченица, од рж, од јачмен може и така, од пченка. А ќе ни го објасните ли процесот за мелење на житото, односно добивање на брашно? Па во кошот таму се става житото и тука си паѓа меѓу камењата, овој камен ротира, доле тај и одоздолниот камен е статичен и со силата на водата се врти горниот камен и меѓу камењата се беле брашно и испаѓа тука во кошот, кај што се собира во мушникот, брашно за употреба за храна. Значи водата доаѓа по јазот од одзгора по реката, имаме околу 800 метара квадратни што ги користиме за воденицата јас и тука се собира во овие буриња во буката, се наполнува догоре и тоа ствара притисок и го врти доле чаркот, што врте каменот и се меле брашното. Многу просто и едноставно, меѓутоа старите луѓе измислиле. У постаро време не се имале метални буриња, него се користиле дрво, бука, ужлевувале са ја и после ја коват со даски и на тај начин се млеле, за да створат притисок да имат сила на водата. Вака се сопира и сега водата ќе си продолжи назад во реката
И толку воденицата мора да застане сега. Пошто нема доволно вода, ќе се испразнат бурињата и готово. Толку. Благодарам, многу убаво што разговаравме, мило ми беше што се запознавме и што научивме толку многу работи од вас. Мило ми и на мене. Благодарам. Start the day with a song and sing the whole day through. Even while you're busy working, do just like the birdies do. Though the day may be long, you never will go wrong. Off key, on key, any old key, just start the day with a song. Sensational, most stupendous show on earth. Hurry, hurry, hurry. Tonight's the night of our cookie show. Come one, come all, for here we go. Oh, her hair is in curls and she's wearing new pearls. Miss Lady Fingers out to show up all of the girls. And her overall plan is to get her lady fingers on a man. And on top of the ice, looking cheerful and nice. The cookies like the show so much they're gonna go twice. On the ceiling you see Mr. Upside Down Pig walking leisurely. Napoleon will lead them there, accompanied by French Mademoiselle Leclerc. See the star in the shape of the small birthday cake, while old man Birthday hobbles with a fade in her name. Oh, what parties he's seen, and he never tires of the same routine. With a huff and a dick, not a sign that he's sick. Comes walking Mr. Rumcake with the aid of a stick. He's so happy and gay, and it looks as though he's gonna stay that way. Oh, goodness me, for heaven's sake. Well, if it isn't Mr. Off his note, there'll be countings about both the lean and the stout. We show you in and then around and finally out. You'll find joy and delight at the famous pumpkin carnival. The
them children all shortening bread. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Go to the kitchen and put on the lid. Put on the skillet for shortening bread. Shortening bread and it baked in always makes them children grin. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Dancing around the kitchen like a busy bee, the busiest mammy you ever did see. Gotta hurry up with the shortening bread. Gotta get them children right out of bed. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. How about that shortening bread? When I gonna get that shortening bread? Right, little baby lying in bed. His eyes were shut like he's in bed. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. The other little fellow's sick in the bed when he hears tell of shortening bread. Popped up well, he dance and sing. He almost got the pigeon wing. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Mammy's little baby loves Shortening bread. Се надевам дека ви беше забавно и дека научивте многу повеќе за лебот отколку што знаевте. Сега јас морам да ве поздравам до наредната сабота. Се гледаме, мили мои. Вие редовно ручкајте лепче, затоа што лепчето е многу хранливо. Јас сакам да ве поздравам вас, но и нашите верни пријатели. Бутик Денис и фризерски салон Ексклузив. Од мене, чао. Од Канал 8 повеќе.